Јас немам надвор завршено школа, имам тука во Македонија и можем да ви кажам дека ова место каде сме собрани се вика Дом на армија. Ова е новата армија на Македонија која ќе победи и ќе ја донесе слободата во Македонија. Која ќе изгради нови правила и која веќе нема шанси да чепне од парите на народот. Парите ќе бидат на народот и секоја банка ќе биде бројана. Сега да предиме една најбитна тема од се. Говоревме за програми, ја ќе кажам програма, Шилегов ќе фрли лопата, ја ќе кажам едно, овој ќе направи исто, тоа веќе нема логика. Значи, сите програми што ги почне, јас ќе ги завршам со сигурност, он по 2 лопати има фрлено. Сега нешто што би ги замолил сите. Значи, да ги замолите сите ваши комши, сите ваши пријатели, да излезат на овие избори. Што поголема излезност, тоа поголема казна за ДПМНЕ и за ЦДС. И да ви кажем една работа, ако ја видите бројката дека надминува 60-65%, можеме комотно да се собереме и да славиме победа за Скопје, заедно со сите советници и градоначалници на Скопје. Значи, ве молам уште еднаш, агитирајте. Не е битно за кого ќе гласате. Само да излезат над 65%. Тие овие денови ќе прават се да им се згади на народот ова што се сега изборите. Тоа како што го правеле со години, да нема излезност, да ги обесхрабрат луѓето да гласаат, да ги обесхрабрат луѓето и да кажат дека е ова се безнадеж. Не е точно, левица е надеж. Јас сум надеж. Сега цело време говорев за програма, но никако да ги спомнам моите пријатели од културата, бидејќи нели сем што со Весна спаѓам во последните 10 години од активниот спорт во маратони, ја по вокација сакал Никел сум од културата е. И ќе биде многу нечесно ако во вие неколку денови не спомнам неколку зборови за културата, за која можем да ви кажам дека душата ми плаче. Кога ќе го видам драмски театар како пропаѓа, а расте во него од дете, значи како протекува за некакви смешни 10-20 евра уште еднаш доработка на самиот покрив, навистина сум вџашен кога знам дека за Дино Мерлин и за разноразни други глупости као Винтерленд се даваат милионски суми. Значи само малку повеќе подобра прераспелба на парите и сите наши домови на култура, сите наши драмски театри, сите наши театар, комедија и сите останати културни институции ќе си го добијат заслужението и ние ќе уживаме во представите на артистите. Нема да седиме со чадори по театрите. И сосема за крај да ви кажам, не им се плашам уопште, сигурно не им се плашите и ќе ги победиме на 17 октомври. Да сте живи и здрави!